И прега и сега кажа дека медицината тврди дека животот настанува од моментот на зачнување. Па јас како лично што се интересирам во медицината, имам некој медицинско образование, ова ми е малце непознато зашто медицината запознава многу стадиуми во бременоста кои што не можат да се категоризираат како живот. Например, зигот, фетус и така натаму. Медицината не ги категоризира истите како живот. Се знаат прилика што може живот. Не може една клетка која што е со микроскопска големина медицината да ја рачуна како живот. Јас мислам дека доколку во некоја литература тоа се среќава дека не е научно објаснување, туку дека е идеолошко објаснување. Повторно јас ќе пратам и за вашите слушатели, значи линкови од papers и што и да е. Нашите учебници по биологија, по психологија всушност велат дека животот, човековиот живот започнува при самото зачнување, но повторно Димитар, ти го отвараш прашањето кое што јас и Кате го разговаравме сега, потенцијалот и развојот на тој живот. Секако дека не е истата форма на живот, јајце клетка поврзана со спермазоид и 30 годишен човек, но е човечки живот во развој. Да, разбирам која ти е поентата, но сепак доколку тоа напишано во учебникот или каде и би било, јас се сомневам дали е тоа научно медицинско објаснување или е идеолошко објаснување. Затоа што секако. во Некој отвори, ако имаш пристап сега моментално отвори. Human life begins. Искрено имам пристап во книги гинекологија што се учат на медицински факултет, што се учеле, некојаш Радових Нивберг ги прочитав колку биологија за 5-то деление, затоа што мислам барем дека имаме сериозни проблеми во книгите кои ги имаме во образовниот систем. Да оставиме на покомпетентни луѓе од нас во медицината да кажат дали е тоа точно или не. Јас се повикувам повторно на таа литература, повторно ќе постирам за вашите луѓе дека тоа е медицинско тврдење, не е мој лично идеолошко оформено мислење. Од кој што секако не сум личен, сите ние имаме подложје под нашите нозе, стоиме на некоја позиција, но сепак, значи јас единствено што се повикувам во сето ова, дека единствена консистентна логика е дека ако човековиот живот започнува при самото зачнување, тогаш ние не смееме да го прекинеме во ниедна фаза насилно. Затоа што тогаш кој ги одредува фазите кога човековиот живот може да згасне, кога можеме ние да го одземеме. Повторно јас ќе кажам, значи има екстремни сега ќе морам малце да парафризирам затоа што одамна ги немам читано овие податоци, има екстремни луѓе научници кои што заговараа дека можеби треба да се размислува и post-birth abortion. Каде што луѓе се згрозени викаат како е тоа можно, но они само ја пратат истата логика која што вели, окей, развојот на фазата детето до 12-тиот до 16-тиот месец се уште нема дистинкција, диференција помеѓу себе си и мајката, се уште смета дека е едно со мајката, иако е надвор од утробата. Така да они викаат зошто да не?